Ми ставија забрана за брза помош да доаѓа кај мене поради тоа што сум имала стара мајка. Сонја Стамбовска од Карпош, која сама се грижи за својата 94 годишна мајка Јела, која боледува од Алцхајмер и има повеќе хронични заболувања, води битка со брзата помош. Тврди дека во моменти кога лекарска екипа и била најпотребна, не и помогнала. Дури како што раскажува пред камерата на Алфа, била ставена и на црната листа на брзата помош. Неколку пати се нашла во ситуација да ги повика, но последниот пат, како што раскажува, одбили да ја помогнат и не ја знае причината зошто. Мајка ми тотално се изгуби, беше мртовец. И што да и правиш во таа ситуација? Се јавувам, правите ова, правите она, не можеме да дојдеме. И ништо, ма викам, јас бев потресена и плачев. Викам, не, викам, работата да и помогнам јас, туку треба медицинска помош, викам, мајка ми е може би умрена, дојдете да установите смрт. А они ми рекоа, мајка ти е стара и имате забрана вие за брза помош, бидејќи често сум ги барала. А зошто ги барам често? Јас живеам сама. Но ова не било прв пат брзата помош да одбие да ја помогне. Стамбовска револтирано раскажува како неколку дена пред оваа ситуација, лекарските екипи кои интервенирале рано наутро запишале извештај дека треба да дојдат повторно, но морала и тогаш да звони за да ги потсети што стои во извештајот. И со часове чекала да пристигнат, но и откако пристигнале, одбиле да ја укажат лекарска помош на нејзината мајка. Ме виде мене во пиджаме, а вие сте легнале. А младите докторчиња веќе влегоа, вика излезете вие од станот. Ја викам влезете и му објаснувам како била брза помош и како во извештај ставиле да дојдат уште еднаш. Он не ме слушаше, ги внесе во лифт и мене ми рече марш таму. Алфа ТВ се обрати до службата за брза помош во обид да добие објаснување што се случува и зошто постојат црни листи за повици. Одговор не добивме. Најавија дека информација ќе споделеле по продолжениот викенд. Во меѓувреме Стамбовска мора да бара брза помош од приватните клиники да плаќа по 3000 денари. Па вели оти е нејасно зошто целиот свој живот таа и нејзината мајка плаќале здравствени придонеси кон државата, ако сега не може да очекуваат помош од институциите ниту во моменти кога станува збор за живот или смрт.